ова Ирпинскиот мост преку кој што се влегува и излегува од предградието наречено Ирпин, тоа е населбата која е надвор од градот. Ова зад мене се возилата кои биле затекнати овде додека мостот се рушал. Можете да видите дека се работи за една комплетна рушевина. Вака изгледа, а во позадина таму долу се обидува украинската армија да направи уште еден мост за да може да се поминува до Ирпин. Инаку ова е местото од кое се евакуира жителите на Ирпин. Во првите денови тоа не беше успешно, но подоцна, откако руските трупи беа избуткани навнатре кон Ирпин, одовде беа извлекувани сите оние жители кои го преживеа рускиот напад. There are more bodies inside the house. I don't think they entered and weirdo. Сликата овде во Ирпин е постапокалиптична. Не останало ништо од ова место. Секоја куќа, секоја зграда е изрешетана или изгорена до темел. Се употребувало буквално секакво оружје во овие борби. На земјата може да се забележат на секој 20 на метра по еден паднат проектил, овие огромни дупки, а на секаде наоколу, на секоја зграда, на секоја куќа може да се забележат огромни дупки од истрели од огнено оружје, и тоа може да се забележи дека е од најразличен калибар. Еве и во зградата зад мене прво била погодена со проектил, а потоа било и пукано на неа. Таква е сликата во буквално целово место, во целиот Ирпин. Коли изгорени, автомобили изгорени, секакви возила изгорени и запалени. Овде се водела навистина жестока борба на ова место до пред неколку денови, и тоа со сите можни средства и оружја. Отак Україна зустрічає непроханих гостей з Росії. І тут,
в Ірпіні, в Бучі ми показали, що буде з кожним, хто приходить на нашу землю, щоб знищити її. І тут ви бачите і величезну трагедію, і подвиг українського народу. И это был чеченский конвой? Ні, це були російські війська. А хто саме з них, із рашистів, був тут, це нам уже менше цікаво. Горять вони однаково. Що чеченці, що буряти, що представники Москви чи Санкт-Петербурга. Горять вони прекрасно, так само горить, як москальська техніка в Україні. What kind of weapon was this convoy destroyed? Десь на початку березня, була велика маса техніки російської тут сконцентрувалася, і наші війська практично ювелірно, чітко її накрили. Тут згоріло понад 30 одиниць техніки різної, танки, БТРи, БМП. І ви маєте можливість подивитися вже те, що не розтягнуто на металобрухт зараз. Я думаю, що далі буде. Це лише один шматочок, один невеличкий шматочок з тих 1000 одиниць техніки, які на сьогоднішній день спалила українська армія. А ви знаєте, що в Україні спалено танків більше, ніж є на озброєнні у більшості, абсолютній більшості європейських країн світу. І на сьогоднішній день російська танкова машина вже знищена значною мірою. Вы останетесь здесь или пойдете на Донбасс? Пожалуйста, какую помощь вы будете оказывать сейчас? Мы на стороне Украины воюем с 2014 года. Мы все это время находились в зоне боевых действий, это на Донбассе. Сегодня, вот, когда уже произошло нападение на Киев, мы перебрались сюда и находимся от Киева, в обороне Киева. Чеченцы были с обоих сторон, как со стороны Украины, так и со стороны России. Нет, вещи надо называть своими именами. На той стороне были солдаты Путина, пехотинцы Путина, которые называются кадыровцами, а не чеченцами. Чеченцы, настоящие свободные чеченцы,
принимают участие на стороне Украины по собственной воле. Се наоѓам во Бучан, она главната улица каде што бил целиот руски кордон или неофицијално кордонот на озлогласениот Кадиров. Сега веќе се е уништено, руската армија ова го смета за една од своите поголеми победи. Можете да забележите дека се ова е само парче железо, изгорено парче железо, а вакви има околу 50 на места се од силниот удар кој го задала украинската армија, на места се дури и преклопени оклопно возило врз оклопно возило. Овде се уште мора да се внимава каде се гази, ги не пуштија нас новинарите да видиме како изгледа ова место, но со предупредување, да не допираме ништо, да внимаваме на секој чекор каде газиме, да гледаме надолу кога се движиме и да се движиме само по овој пат кој е колку толку исчистен. Тоа значи дека не смееме да ја поминеме заради наша лична безбедност оваа црно-бела линија, бидејќи се сомневаат дека внатре во уништените дворови се уште има неексплодирани мини. Украинската армија, украинските војници овде на терен се обиделе да ги соберат тие мини на едно место, но и оние неексплодирани направи, но тоа не значи дека ова место е безбедно. Сепак има уште многу работа додека сето ова се расчисти и биде секако повторно обезбедено. Овде на терен забележавме и чеченска група. Ги прашавме дали постојат две групи чеченци кои се борат и на страна на украинската и на страна на руската армија, на што тие ни одговорија дека вистинските чеченци се на страната на Украина и се борат внатре во украинската армија доброволно. Тоа се луѓе кои ни објаснија дека од 2014 година војуваат во Донбас и Луганск. Оваа група на Кадиров тие ја нарекуваат сепаратистичка група и ги нарекуваат невистински чеченци. Како што кажав, мора да се внимава каде се гази, има секакви остатоци долу на земја. Можевме да забележиме и остатоци од опремата, од секаков вид оружје, секаков вид бомби и секако не можевме да ги забележиме оние неексплодирани мини, затоа што тие според украинската армија се сокриени и закопани околу оваа улица, односно околу овие дворови. За украинската армија, кога ги прашавме дали ова четата на Кадиров, дали ова чеченска група и што мислат за тоа, тие велат дека за нив не е важно дали е чеченска група или било каква друга сепаратистичка група. За нив е важно само тоа што тие биле дојдени овде со руска опрема која им била дадена од официјална војска и токму затоа тие ги сметаат и нив како дел од руската армија. И уште додадоа дека ова ќе им се случи на сите оние кои што ќе помислат да ја нападнат украинската држава. За утрински брифинг и слободен печат од Буча, Украина, Кристина Атовска.